длабоко разочарани од начинот на кој се водеа преговорите за името на нашата држава, Република Македонија, без државна стратегија, без политички и национален консензус и со заобиколување на надлежноста на председателот на Републиката, вознемирени поради начинот на кој власта се справува со секое критичко мислење и отпор, користејќи политички притисоци, медиумска пропаганда, следење на наистомислениците и нивно јавно етикирање како психотични платеници, како и со полициска бруталност оневидени размери во политичката историја. Во апелот до граѓаните, иницијативата на интелектуалците Група 200 укажува и на следното. Промената на Уставот, поштувајќи од преамбулата, повторната промена на некој веќе заменети членови на претходно барање на Грција, како интервенцијата во сите одредби во кои се споменува Република Македонија де јур и де факто, значи дерогирање на темелниот демократски принцип на народен суверенитет и суверена еднаквост на државите во меѓународните односи. Гледано низ историска призма, евентуалното применување на овај договор отвара врата за примена на ригорозни казнени и полицески мерки врз македонските граѓани. Односно може да доведе до инсталирање на полициска држава која ќе биде вклучена во бизарен процес на градење на нова нација. Сето она што во минатото го правеле туѓи и окупаторски власти, сега ќе треба да го извршува македонската власт врз сопствените граѓани. Поради тоа, со апелот на којему се придружуваме и ние, младите за Македонија, ги повикуваме сите граѓани, здруженија и политички партии да се обединат околу овој апел, а со цел спречување на натамошно кршење на Уставот и законите и евентуална манипулација со двосмислено референдумско прашање. Бараме пратениците, но и одвон парламентарните партии да ги употребат сите институционални и вон институционални демократски методи заради отворање на рационална дебата за нерационалното решение кој ни се наметнува со притисоци, уцени и лажни ветувања. Влада која не работи на зачувување на името на државата, но и на градење атмосфера на диалог и кохезија на граѓаните без разлика на потеклото и идеологијата, на владење на правото, борбата против корупција, економски прогрес, подобар животен стандард не е легитимна. Доле влада! Доле влада! Доле влада!